20 часот време за централниот дневник на К1. Добро вечер. Ова се дел од настаните кои го одбележаа денешниот ден. Во просториите на поранешна порцеланка BRG групацијата ќе вработи 1000 луѓе. Ќе се проширува индустриската зона Неготино кај Црвени брегови. Хуманитарна помош за 70 на семејства од општина Кавадарци. Се враќа стариот индустријски сјај на Велес. Втората по големина странска инвестиција во градот ќе овозможи работа за 1000 граѓани. Во поранешна порцеланка BRG Груп ќе произведува куински прибор и други материјали од нерегесувачки челик. Низ Велешките улици ќе се вратат автобуси полни со работници. 1000 нови вработување во новата компанија која што ќе работи во некогашната порцеланка. Не значи само решавање на невработеноста, туку таа ќе придонесе и за економско јакнење на градот. Многу ќе значи. Нека се врати Велес од тоа време кога имаше многу фабрики и работници. Да гледаме полни автобуси да одат на работа. Тоа ќе биде најубаво и најсреќен ќе биде град. Ќе се подобри финансиската состојба на луѓето и ќе има повеќе вработени, така... Тоа е многу убаво за Велес. Груевски работи стварно неуморно. Човекот, ако го испуштиме Груевски, не правиме ништо. Тоа се ќе остане како што е започнато за правење и така ќе остане, ако дојде СДС на власт. Оваа инвестиција за прв пат во јавноста премиерот Никола Груевски ја најави пред 10 месеци. Во Велес предстои уште една инвестиција со 1000 вработувања, на која долго работевме, а која веќе е пред потпишување на договор со една домашна банка, странскиот инвеститор со домашна банка, за купување на халите на една поранешна фабрика во тој град која сега не работи. Но ова нема да биде последна инвестиција, велат надлежните. Голем е бројот на компании со кои се преговара, но како и досега, нивните имиња ќе бидат обелоденети на денот на потпишување на договорот за инвестирање. Владата на Република Македонија интензивно разговара и со многу компании во светот за да ги убеди да инвестираат во Македонија. Нашата пракса е никогаш, додека не се постигне договор, како што беше овој денеска во Велес, да не се објавува со кого разговараме и со кого не разговараме. BRG е втора по голема странска инвестиција во Велес. Во новата фабрика, инвеститорот ќе вложи 31 милион евра. Вработените ќе произведуваат производи од челик, кои што ќе бидат наменети за европските пазари. Со европски пари ќе се зајакнува задругарството. 2 милиони евра од ИПА фонд ќе се искористат за поддршка на земјоделските задруги, кои пак треба да решат поголем дел од проблемите на земјоделците. 2 милиони евра европски пари од ИПА фонд ќе се наменат за рурален развој, ќе се искористат за поддршка на земјоделските задруги. Сдружувањето на земјоделците треба да реши поголем дел од проблемите на земјоделците, како пречки кои не дозволуваат да се произведува повеќе, поквалитетно и со попристојни цени, се големиот број земјоделски стопанства и малите имоти. Избрани се експерти од Италија, кои ќе предложат конкретни мерки за консолидирање на задругите и изградба на сопствени ладилници и откупно-дистрибутивни пунктови. Според земјоделците, за мотивираноста за здружување во задругите може да влијае и поддршката од комерцијалните банки за нивните проекти, нивното финансирање. Формираните 19 задруги, според проценките, не ги задоволува потребите за поефикасно производство и е под посакуваното ниво. Владината поддршка за земјоделците продолжува и понатаму. Досега со 15 милиони евра набавени се 10.000 парчиња земјоделска механизација. Оваа пракса ќе продолжи да се применува и во иднина. Владата на Република Македонија продолжува со поддршката на земјоделците со принципот 50-50. Досега со 15 милиони евра набавени се 10.000 парчиња земјоделска механизација, од нив 2.000 трактори и 8.000 други видови машини.
Во формирањето на земјоделските задруги дадена е поддршка по принципот 90-10. 90% инвестираше државата, додека земјоделците 10%. Низ овој период видовме дека тоа многу им помогна на земјоделците, тие се задоволни. Другите кои што го немаат направено тоа видоа дека е остварливо, дека тоа што се ветуваше се реализира, охрабрени се и многу од нив се подготвуваат да го направат истото. И оваа година ќе продолжи поддршката за набавка на механизација, субвенционирањето, како и олеснување на работата и на другите земјоделци. Како резултат на продажбата на сите парцели во индустриската зона Неготино кај Црвени брегови, истата ќе се проширува. Општината ги презеде сите неопходни активности за реализирање на овој проект. Ќе се проширува индустриската зона Неготино. Општината ги презеде сите неопходни активности за проширување со нови градежни парцели на нови 40 хектари. Ова доаѓа како резултат на продажбата на сите парцели во индустриската зона Неготино кај Црвени брегови на површина од околу 30 хектари. Присутен е интересот кај заинтересираните правни и физички лица за купување парцели на оваа локација. Согласно Законот за земјоделско земјиште, владата на Република Македонија донесе одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план во населено место за изградба на објекти со намена Г2, лесна и незагадувачка индустрија во катастарска општина Криволак во општина Неготино. Вкупната површина на земјоделското земјиште за кое е дадена согласност за негова трајна пренамена во градежно е со вкупна површина од 324.464,48 метри квадратни и се наоѓа во непосредна близина на постоечката индустријска зона Неготино. По завршувањето на сите неопходни законски процедури и објавата на продажба на градежните парцели од локалната самоуправа се оптимисти дека интересот ќе биде голем и дека и овој пат сите понудени на продажба парцели ќе бидат купени од потенцијални инвеститори. Две лица од Гостивар откриени во обид да превезат марокански државјани до Куманово за одреден паричен надоместок. Колешката Емилија Ничовска ги има деталите. По контрола на патничко возило Шкода Фелиција на 12 овој месец околу 17 часот од страна на полициски службеници на регионалниот патов Чеполе Свети Николе затекнати се 4 марокански државјани кои легално оствариле влез во Република Македонија. Возилото било управувано од 37 годишниот БС од Гостивар, а веднаш зад него сообраќало уште едно возило Цитроен кое не застанало и покрај сигнализацијата на полицијата. Возилото подоцна било пронајдено во близина на бензинска пумпа во Свети Николе, а возачот се дал во бегство. По проверка, констатирано е дека 37 годишниот гостиварчанец бил собственик на двете возила, а со Цитроенот управувал негов сограѓанин со иницијали ЈР. Тие требало да ги пренесат странските државјани до Куманово за износ од по 20 евра по човек. БС и странските државјани се приведени, а се преземаат мерки за пронаоѓање на вториот превозник. Општина Кавадарци во соработка со неколку локални маркети донираше прехранбени продукти на 70 семејства. Со овие акции општината покажува дека се грижи за социјално загрозените семејства. Донација од прехранбени продукти добија неколку социјално загрозени семејства од општина Кавадарци во соработка со неколку локални маркети. Градоначалникот Александар Панов вели дека оваа година локалната самоуправа на ваков начин ги разубавува празниците на 70 семејства. Истовремено и да повикам да дадам еден апел до сите наши граѓани. Пред малку дискутирав и со луѓето, многу храна се фрла, многу храна ја има во контейнерите. За да го скратиме патот од контейнерите, некој да ја вади истата и потоа да ја консумира, поради што има и опасност од било какви заболувања. Би сакал да упатам апел до сите наши сограѓани да таквата храна организирано се достави до
луѓе на кои што им е потребна. Покрај семејствата приматели на социјална парична помош, вели градоначалникот Панов, донација од прехранбени продукти добија и семејства кои не се приматели на социјална помош. Тука вклучивме и неколку други луѓе кои што заради едно или друго не се корисници на социјална помош, а многу пати дошле на средба со мене за да побараат или еднократна помош, значи тие не идат од убаво кај градоначалникот и ги имаме на список, така да на овие 70 додадивме уште нешто над 20 луѓе. Со ваквите акции, општината покажува дека се грижи за социјално загрозените семејства. Се поголем интерес кај физичките и правни лица за користење на e-шалтер. Само во првите 2 недели катастарот за недвижности добил преку 200 порачки за имотни листови преку електронскиот сервис. Само во првите 2 недели катастарот на недвижности добил преку 200 порачки за имотни листови преку електронскиот сервис e-шалтер. На граѓаните повеќе не им се потребни денови за да добијат имотен лист, а истовремено намалени се и трошоците за оваа услуга. Вкупниот трошок минатата година изнесувал 180 денари, а по електронскиот начин на вадење имотен лист, цената на оваа услуга се намали на 150 денари. За првите 2 дена, тоа го промовиравме буквално ден-два пред Нова година, имаше повеќе од 50, веќе имаме преку 200 порачки на имотни листови. Најголемиот дел се по електронски пат, имаме и 4 имотни листови што се и копија од катастарски планови што се порачени во хартиена форма. Сакам да кажам дека оваа реформа одлично стартуваше, очекувам уште поголемо барање, уште поголем притисок од граѓаните, тоа го очекувавме. Според надлежните, електронските услуги се повеќе ги користат и правните лица. Имотниот лист може да се добие по мејл или како препорачена пратка на домашна адреса. Многу е добар фактор што веќе и правните лица се вклучуваат во целата акција и тие ги користат овие бенефити, да можат електронски имотниот лист да си го порачат и веднаш да го добијат на нивната мејл адреса или по хартија да им стигне со препорачена пратка на својата адреса. Така да оваа акција за веќе оваа втора недела како ја спроведуваме, вклучувајќи тука нели празниците, одлично се одвива. Во соработка со Министерството за надворешни работи по електронска постапка, имотни листови може да добијат и македонските иселеници. Тие документите можат да ги извадат во сите наши дипломатски конзуларни представништва. Од започнувањето на караванот на ВМРО ДПМН верувај во својата идеја па се досега. Собрани се 5000 предлози од граѓаните кои се поврзани со иднината на земјава. Ова е транспарентен начин на креирање на програмата како излегување во пресред на потребите на граѓаните. Досега се собрани над 5000 прашања, од кои 5000 идеи, од кои над 3500 се на штандовите и над 1700 се доставени електронски. Сите овие идеи кои што се собрани од граѓаните ќе бидат земени во предвид при креирањето на програмата, која што очекувам овој пат да биде една од најобимните и најквалитетни програми на ВМРО ДПМН досега. Одличен е фидбекот од страна на граѓаните, си кажуваат она што мислат дека е предизвик, она што мислат дека е проблем и предлагаат определени решенија. Владата треба да ја донесе новата програма за рурален развој во износ поголем од 33 милиони евра. До крајот на јануари сите навработени лица кои имаат бизнис идеја може да аплицираат за грант за самовработување преку отварање сопствен мал бизнис. Вести од Македонија. Потпишан договор за изградба на нова фабрика во индустриската зона Бунарџик. Германската German Electromechanics Systems ќе вложи 15 милиони евра и најавува 200 нови вработувања. Ќе се произведуваат соларни панели и LED светилки со врвна германска технологија, која компанијата сега ја применува во нивниот производствен погон во југоисточна Кина. Првото производство се очекува кон крајот на 2016 година. Компанијата разгледуваше повеќе земји во регионот и одлучи производствената технологија од југоисточна Кина да ја префали во Македонија, а пред се поради поволните бизнис услови, квалитетната работна сила и одличната инфраструктура. Кон крајот на февруари ќе започне на почетокот на март најкасно изградбата на фабриката.
6 до 8 месеци би траела изградбата, така што производството е очекувано негде крајот на 2016. To invest in Macedonia. Би сакала да ја кажам дека ми е задоволство што сме денес тука да обележиме нашата инвестиција во Македонија, која што главно ќе се состои во производство на соларни панели и LED светилки, користејќи ги при тоа последните технологии кои што ги користиме во Германија. Освен тоа, ние го имаме најдобриот, барем еден од подобрите центри за истражување и развој, кој што сакаме да го пренесеме и тука во Македонија и да не направиме Македонија центар и лидер во поглед на одржливата енергија. Ова инвестиција премиерот Никола Груевски во медиумите ја најави на 24 декември, заедно со подпишаниот договор и рестартирањето на Велешка порцеланка за 2 дена, најавени се 1200 нови вработувања. Владата треба да ја донесе новата програма за рурален развој во износ поголем од 33 милиони евра. Земјоделството со помош на оваа програма секоја година ја зголемува конкурентноста во производството и го подобрува животот во руралните средини. Подигнување на нови лозови и овошни насади, набавка на добиток, механизација, систем за наводнување и поддршка на млади земјоделци се дел од мерките кои оваа година ќе се кофинансираат преку програмата за рурален развој. Покрај зголемувањето на конкурентноста на земјоделските стопанства се обезбедуваат и финансии за нови локални патишта, водоводи и инфраструктура во руралните подрачја. Програмата е правена согласно потребите на земјоделците, во соработка со нивните здруженија и во неја ќе влезат проекти кои се веќе започнати или се во тек на реализација. До крајот на јануари, сите невработени лица кои имаат бизнис идеја можат да аплицираат за грант за самовработување преку отворање собствен мал бизнис. Предвидени се 207 милиони денари, пари со кои треба да се отворат 920 мали бизниси и да се остварат околу 1000 вработувања. Годинава има одредено зголемување на висината на грантот и тој може да се движи од 201 до 349 во зависност од тоа колку е бизнисот одржлив и иновативен, дали има план за развој на сопствената компанија. Може да се финансира и дополнително вработување со грант од 92.000 денари. Мерката за самовработување преку грант се реализира од 2007 година и е една од најуспешните мерки за вработување кои ги реализира владата на Република Македонија. До сега преку мерката се основани над 7700 компании. Обединетите нации бараат помош за Сирија. Турската полиција приведе 59 лица поврзани со Исламска држава. Ова е свето денеска. Обединетите нации соопштија дека се неопходни 7,73 милиарди долари за помош на 22,5 милиони луѓе погодени од судирите во Сирија, кои се водат веќе 6-та година. Апелот за помош упатен до членки на Обединетите нации се однесува меѓу другите и на 13,3 милиони сиријци раселени во државата, како и за 4,7 милиони луѓе кои веќе ја напуштиле државата и заминале во соседни држави. Помош од донатори ќе биде побарана на меѓународната конференција за сириската криза во Лондон на 4 февруари. Турската полиција спроведе антитерористичка операција во 5 градови во земјата, при што се приведени 59 лица по вчерашниот напад во Истанбул, во кој загинаа 10 лица. Сите приведени се осомничени за поврзаност со џихадистичката група Исламска држава, јавува ТАС. Операцијата е спроведена во Анкара, во Шанјлюрфа, Мерсин, Килис и Адана. Според телевизијата Хабер Турк, од 16 мината уапсени во Анкара, дури 15 се државјани на Сирија, кои по завршувањето на истрагата се очекува да бидат протерани од Турција. Има поголем број турски државјани меѓу уапсените кои се товарат за терористичка активност, што би можело да значи и дека се поврзани или се членови на Курдската работничка партија. Според полицијата, приведените имале задача да ги откријат слабите точки на поголем број државни институции, кои потоа би биле цел на терористички напади.
Македонија на Европско првенство 2016. Македонскиот младенски репрезентативец Давид Бабунски ја напушти Барселона Б. Второто коло од групата А на Европското првенство во ватерполо започна со победа. Спортски вести. Македонските репрезентативци, предводени од селекторот Ивица Обрван, од денеска ќе бидат во Краков, каде што во петок ќе го почнат својот настап на големиот континентален шампионат. По успешните подготовки во Србија, ракометарите вечерва ќе го имаат и првиот тренинг во Полска, каде ќе ги започнат завршните припреми за воведниот дуел со Франција. Селекторот Обрван успеа да ги избере најдобрите ракометари кои ќе не представуваат во Полска. Составот како никогаш досега има и квалитетна клупа со многу опции. Оптимизмот кој го пренесоа ракометарите е реален и покри тоа што се наоѓаме во најтешката група на првенството. Македонија во петок против Франција со почеток во 18 часот го започнува настапот на Европското првенство. Во недела од 20 часот и 30 минути играме со домаќинот Полска, а во вторник од 18 часот и 15 минути го играме клучниот надпревар за пласман во следната фаза против селекцијата на Србија. Својата приказна во еден од најголемите европски фудбалски гиганти Барселона Б ја завршува македонскиот младенски репрезентативец Давид Бабунски, откако го раскина договорот по речиси 10 години во клубот, минувајќи ги буквално сите пионерски и младенски категории на каталонскиот тим, а од 2013 година потпишувајќи договор со тимот на Барселона Б. Дека 21 годишниот Бабунски заминува од каталонскиот клуб се најавуваше поодамна. Сето ова е дефинирано денеска, информираат од клубот. За тимот на Барселона Б, Давид Бабунски одигра вкупно 45 надпревари, при тоа постигнувајќи еден гол. Според одредени најави, постои можност Бабунски да ја продолжи својата кариера и натаму во Шпанија, но не скрие неинтересот и од екипи од Источна Европа. Неколку интересни дуели беа на програмата во НБА лигата. Кливленд и Сан Антонио ја продолжуваат серијата победи во НБА лигата. Кармело Ентони се повреди во победата на Нью Йорк, а Джеймс Адетокумбо одигра еден од своите најдобри мечеви во кариерата. Во Далас, Кливленд славеше победа дури по продолжението со 110-107 со 27 поени на Леброн Джеймс, а Сан Антонио го доби Детройт на гости со 99-109. Милвоки го победи Чикаго со 106-101. Воден од 30 поени на Адетокумбо, Леброн беше најдобар кај Кливленд со 27 поени, 10 скока и 7 асистенции. Го следеше Кајри Ирвинг со 22 поени и 9 асистенции. Кливленд сега е на скоро 27-9, а Далас има 22-17. Нью Йорк влезе во одлична форма и дојде до скоро 20-20 и покри тоа што Кармело Ентони мораше да го напушти мечот на почетокот од третата четвртина. Летонецот Порзингс пак од друга страна стигна до 26 поени, а Джеријан Грант постигна 16 поени. Манчестер Юнајтед не успеа да победи на гостувањето на Сент Джеймс Парк, иако имаше водство во неголемиот тек од мечот, а на крајот резимираше 3-3 против Нјукасл. Иако од мечот добија само еден бод, сепак црвените ѓаволи одиграа максимално возбудлив надпревар, исполнет со голови. Виновникот Манчестер Юнајтед во 9-та минута да дојде до водство беше Вейн Руни, кој постигна пенал, а потоа му асистираше и на Лингард со 0-2 во 38-та минута од средбата. Надежите на Нјукасл пред крајот на првиот дел ги врати Вајналдум со погодок во мрежата на Дехеа. По постигнатите 3 гола на Митровик, повторно Руни и Пол Дамет, екипата на Юнајтед и Нјукасл дојде до нерешен резултат. Вест Хем славеше нагости против Бурнемаут со 3-1, а Астон Вила освои важни 3 бода на домашен терен против Кристал Палас со триумф од 0-1. Второто коло од групата А на Европското првенство во ватерполо започна со победа. Српската репрезентација забележа максимално убедлива победа од 20-2 над Малта во надпревар од групата А. Прашањето околу победникот беше решен многу рано. Првата четвртина србите ја добија со 6-0, додека на полувреме има 11-1. Во продолжение се беше само рутина. Во вториот надпревар од оваа група, Хрватска без проблеми славеше над Франција.
Реномираниот магазин The Ring, кој од 1928 ја врачува наградата за најдобар боксер на изминатата година, го избра британецот Тајсон Фјури во конкуренција на Флоид Мејведер Јуниор, Саул Алварес и Ромес Гонзалес. Минатата година на 28 ноември британскиот Ром го совлада неприкосновениот Владимир Кличко и ги доби престижните појаси. Фјури во Германија со едногласна одлука на судиите го совлада украинецот по 12 рунди и ги спои титулите во Меѓународната боксерска федерација, Светската боксерска организација и Светската боксерска асоциација. Во изборот за спортист на 2015 година во Велика Британија, Фјури заврши втор за тенисерот Ендри Мареј, кој беше прогласен за спортска личност на годината. А што се однесува на временската прогноза, викендов што следува на целата територија на Македонија се очекуваат врнежи од снег, а во западните делови снежна покривка и над 50 сантиметри. Во утринските часови температурите ќе се спуштат и до 15 степени под нулата. Македонија е подготвена да се справи со очекуваните врнежи од снег и ниските температури. Ова беше заклучено на денешната итна седница на Републичкиот кризен штаб во координација со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, како и субјектите на системот за управување со кризи. Од Центарот за управување со кризи информираат дека активно се следи состојбата. Сите градоначалници се известени за ваквата временска прогноза. Ова беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.